Сигурно почитувани се запрашувате зошто денеска јас сум токму вака облечена, но не сум член на Академијата за боречки вештини Занедо од Битола, барем за сега, тоа не се знае никогаш. Токму од тука ќе го реализираме денешното издание на емисијата Одблиску со. На моја огромна чест и задоволство, моја, а и ваша денешна гостинка е младата, успешна, талентирана битолчанка Дијана Неделковска или како што сите те познава Диди Занедо. Добре дојде во мојата емисија. Поточно добре дојде ти во мојата Академија за боречки вештини. Така, токму како што кажав, ете и на самиот почеток во најавата, токму од оваа Академија за боречки вештини ќе го реализираме денешното издание на емисијата со една единствена цел што поблиску да те доловиме на нашите гледачи. Јас иако сум сигурна дека битолчани добро те знаат, но еве пошироката јавност да има можност што се повеќе да те дознае тебе. Ете ќе започнеме од оние твои почетоци. Ти си дел од оваа професија, долги години се занимаваш со овој спорт, успешна, етаблирана, доказ за тоа се големиот број на награди како од домашни, така и од светски првенства, но на самиот почеток, од кога започна Диди да се занимава со боречките вештини, иако сметам дека можеби вашиот татко е најголемиот кривец, најголемиот виновник за ова што вие сте токму денеска? Токму така, значи мојот татко, или нашиот мајстор Златко Неделковски, тој е најголемиот кривец за оно што сум јас денес. Мојата цела приказна започна негде на мои 5 години, значи откако знам ја за себе, сум израсната значи во академијата. Академијата на почетокот беше позната како кунг-фу клуб за боречки вештини Битола од Битола. Со текот на годините нормално се разви, прерасна во Академија за боречки вештини Занедо. Сосема случајно, значи некоја детска љубопитност, одењето со мојот татко на тренинзи, нормално испитував, истражував, ме интересираше работата, борбите, работата со традиционалното оружје, самоодбраната и сето оно што се изучуваше во тој период негде на моите детски години, иако во одреден дел мојот татко не сакаше да се занимавам со боречки вештини, затоа што сум женско и знаете, ајде машки наследник. Малце некако во оваа наша држава боречки вештини кога работи женско му е чудно и не му е сватливо на поголемиот дел на народ, додека сега веќе денес е нормално женско да се занимава со боречки вештини, но мојата желба беше огромна и мислам дека не дозволив никој и ништо да ме оттргне од боречките вештини, затоа денес сум она што сум и сум таму каде што сум. Така, таа љубов, како што кажа, кон боречките вештини ја имаше уште од мали нозе. Кривецот го кажавме кој е, големиот мајстор господинот Златко Неделковски, голем поздрав и до него би сакала да упатам во оваа емисија. Кога беше оној пресуден момент за тебе кога свати дека попрофесионално сакаш да се занимаваш токму со оваа професија? Па некаде, да речем, ајде тинејџерски години, каде што нормално самиот мозок значи се развива и расте и нормално некаде тинејџерските години се дел каде што ние и сами одлучуваме што сакаме да бидеме во професија, знаете, сите размислуваме да бидеме нешто во иднина и можеби тие години беа пресудни да одлучам, да останам тука, да се развивам пред се како надпреварувач, значи почнав како надпреварувач, а потоа веќе завеков во тренерските води, значи и сега сум веќе денес тренер во истата академија. Така, малку подоцна ќе поразговарам и за твојата тренерска работа, бидејќи кажа дека почна да се надпреваруваш, започна како надпреварувач, добитник си на голем број на награди. Еве барем и од ова што можам да го забележам на зидот кој што се наоѓа виднаш позади нас, голем број на награди и признанија, па каде се имаш учествувано и дали можеш да одвоиш некои награди кои што се позначени за тебе? Па самите почетоци значи беа тука во Македонија со оглед на тоа што нашиот мајстор, јас не сум навикната да комуницирам како мојот татко, значи нашиот мајстор беше виновникот што го донесе кикбоксот во Македонија, првиот човек, значи тој го донесе кикбоксот и пред многу години значи се основа кикбокс сојузот, имавме клубови низ цела Македонија и со самото тоа скоро, да не кажам секој ден, меѓутоа секоја недела имавме надпреварувања во различни градови од Македонија. Се надпреварував значи на државни првенства, клубски првенства, значи надвор од Македонија, потоа започна и веќе сега пред 3 години, да речем ги добив најголемите успеси, односно мојата најголема желба. За прв пат значи пред 3 години станав светски шампион во екстремна самоодбрана,
Следната година исто така и веќе третата исто така и 3 години со ред си одбранив титулата светски шампион во екстремна самоодбрана во апсолутна категорија, значи плюс 18 мажи и жени мешан. Така верувам дека токму и тие признанија кои што ги доби изминатите години на светските првенства се и најголемото достигнување за тебе, но дали и во иднина планираш да продолжиш, освен нели оваа тренерска работа која што имаш тука во Академијата за боречки вештини, дали и во иднина планираш да се надпреваруваш? Да, секако, значи нормално. Една спортист секогаш спортист, тоа е златно правило. Меѓутоа, сакав во моментот кога ќе ги достигнам оние мои соништа, сакав да се посветам на работата на децата, да го пренесам на сето мое знаење што го стекнав во текот на годините, да можам да ги подучам младите членови во нашата академија, малку да стагнирам, значи јас лично, нормално дека кога ќе се најде некој предизвик кој ќе биде доволно голем за мене, дефинитивно дека би се вратила на борилиштето. Така, кога викаш кога ќе се најде некој голем предизвик за тебе, што е тој предизвик? Која е таа цел која што си има зацртано, која што сакаш во блиска или можеби подалечна иднина да ти се оствари? Во принцип јас сум немирен дух и немирен тип и едно од екстремната самоодбрана која работам е дел од она што го сакам, меѓутоа најмногу сакам да ги работам оние опасни точки кои сигурно народот се е запознат со она што ние го работиме, значи го работи нашиот мајстор и јас. Дефинитивно се тие мојот најголем предизвик, каде што дозата на адреналин е на највисоко ниво, опасноста тука нормално е на највисоко ниво и кога ќе најдам на некој таков предизвик, се надевам мојот мајстор ќе подготви нешто добро за мене во иднина, каде што ќе настапам пред целиот народ. Така верувам и ти посакувам сето тоа што си го имаш замислено да ти се оствари. Ете ќе се навратиме на таа твоја тренерска работа. Од пред колку време поточно ти се занимаваш со тренерската работа? Тренерската работа започна некаде околу пред 10-15 години, значи нормално во моите средношколски денови. Нормално, првите почетоци на тие тренерски денови беа под надзор на мојот мајстор, да се усовршам, како да работам, значи психологија, педагогија, комуникација со деца, сето тоа. Сега веќе без проблем, значи кога е тој на отсуство професионално, значи слободно ја водам академијата сама. Така, какви категории на групи најмногу изучуваш? Млади деца, повозрастни? Работам со сите. Значи со цела категорија, значи кај нас имаме членови од 5 до 72 години, најстариот член на нашиот мајстор. И работам со сите, значи работата доволно добро си ја познавам и работам со сите без разлика дали се работи овде за детенце од 5 години или за маж од 30 години или 35 или жена, не е видно. А лично ти со кога најмногу сакаш да соработуваш? Може би тука се самите дечиња кои што ете на некој начин ува еден нов свет за нив, нешто во кое што допрва ќе се осознаваат, нешто во кое допрва ќе се ќе ја учат нели самата таа работа или можеби оние повозрастните кои што веќе неколку години наназад тренирале. Каде е предизвикот поголем, со кого да се работи повеќе? Ги сакам сите категории, значи сакам да работам со сите категории, меѓутоа најповеќе работам со дечината затоа што тие ми се најмили, преку нив се истражувам и самата себе си, најинтересни се, најискрени се кога доаѓаат на тренинг, значи многу често знаат да ми донесат писменца со срцина, со човечина, изразуваат љубов и благодарност преку тоа. Дефинитивно ми е најубаво со нив. Најтешки се за работа, ама ми е најубаво. Така сферувам дека токму и тие мали ситници се непроценливо богатство, посебно нели за еден тренер кога ете на некој таков начин ќе ве израдуваат по една таква ситуација. Она што навистина радува барем последните години е тоа што се повеќе од женската популација се одлучуваат за ваков вид на спорт, за боречки вештини. Ете и ти, иако си женско, како што кажавме, нели владее кај народот тој дел, малку се гледа со поразлични очи, но како гледаш ти на сето тоа? Мислам, што е она што им го советуваш ти на сите млади кои што сакаат допрва да се занимаваат со овој спорт? Искрено ми е мило што денес, зборувам за нашата академија, што голем број има девојки кои се занимаваат со боречки вештини, затоа што години наназад, започнувајќи на моите почетоци, можам да кажам дека јас и максимум уште 2-3 девојчиња бевме женски во самата академија. Луѓето, како што кажав, не гледаат со други очи. Денес веќе не е така. Денес, значи, голем број на девојки и на жени доаѓаат на нашите часови, значи, изучуваат самоодбрана, изучуваат кикбокс.
задоволна сум што се разбуди свеста кај луѓето дека значи самата академија нуди одредена група на професионалци кои работат со боречки вештини и група на рекреативци. Значи вие кога доаѓате во нашата академија не мора да значи дека ќе се одите одма во ринг и ќе се борите, значи може да бидете рекреативец и да учите чисто за вас, за ваша лична заштита. Така, Битола од секогаш била навистина голема ризница за таленти, доказ за тоа се големите успеси кои што ги достигнуваме буквално во секој вид на спорт. Ете, последно што можам да се сетам и во вашата академија е надпреварувањето светското првенство во Грција, каде што се вративте со над 50 медали, да. така, ако не се лажам. Колку време навистина учествувавте со околу 37 деча, така, да. се вративте со 57 медали. Колку време се спремате со самите учесници на тие надпреварувања за едно такво светско првенство како што беше тоа во Грција, или тоа е резултат на континуираната работа што имате во текот на целата година? Така, значи ние како останатите клубови, да речем, кои без разлика, значи тука не станува збор за боречки вештини, кои што во зимски период или летен период имаат одмор, ние работиме константно цела година, значи без престан и можеби тоа е одлик на нашите успеси, меѓутоа кога станува збор посебно за надпреварувачкиот дел, кога знаеме дека пример зборувам за 2 месеци имаме ние надпревар, тогаш работиме значи ден и ноќе со нашите надпреварувачки. Нормално не ги изостануваме и оние нови идеи за кои се, значи автоматски делиме работата со мајсторот, едниот работи со надпреварувачите, другиот работи со новите членови. Се работи малку трпно, значи за самиот успех да дојде тука и психолошкиот дел, значи разговорот да ги подготвиме борците за она што ги чека, затоа што има некои борци кои за прв пат излегуваат надвор од Македонија, некои се веќе искусни професионалци, кондициониот дел, подготвуваме начин на исхрана, како додека стигне тој надпревар, тие треба континуирано секој ден да работат самите на себе и навистина е тежок. Борба одиме лајко, крата нога, потедо по глава. Борба. Комбинација, удари, ведба. Кружи, најде, помгаде, корак, браво. Помишкато, најде, така. Нога проложи, ома контра, така, ома крив контра, ома на контра. Stop. Contra. Prende. Dar. Borba. Colega, Martin. Запори се, Михајло, запори се. Очигледа дека се учива, запори се. Нога. Стоп. Да ми не покажеш. Позор. Пријавене. Гар. Борба.
рацете да се спусти долу. Така нафтато, рацете ти горе. Дојде, дојди тогаш. Така, до крајот. Да, како кој си само врата. Дамјан, не си ти брека. Ти го ќе напаѓа тој прекини го. Мила, ти со Јанец. Ајде. Капучино сема. Па кој е побро, ајде те само да најдете кабина и секој се рабана. Стоп. Кога? Спеаме да спеаме. Да. Борба. Друга нога има. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поминате. Тоа ето. Ете тоа е. Тоа е мила, тоа е лева и десна, тоа е. Не може успешно да се. Не го остави да се петна не си десна. Да, да. Нема да блокирам со две раци каса. Како се ваѓа до многу оставя ти сам табе? Стоп. Добро. Спеаме. Што е она што најмногу те исполнува во оваа работа, во тренерската работа, посебно би се задржала. Верувам дека може би големо значење се токму тие успеси кога некој твој ученик ќе освои некој златен медал или медал, некоја награда на светските првенства. Ете, што е она што најмногу те исполнува заради се разбира ти она што работиш оваа работа? Па најповеќе ми исполнува она што дека целиот труд кој сме го вложиле во самите деца не е залуд, значи се враќаме со успех. Значи тоа е една од причините која сум среќна и задоволна, меѓутоа и друга работа која навистина ме исполнува, барем мене лично, е кога ќе одиме на било кое првенство надвор од Македонија, што навистина нашата академија и нашиот мајстор се посебно ценети во светот. Значи кога некој тренер и селектор од Англија или од Германија ќе ти дојде, ќе ти подаде рака и ќе ти признае дека твоите борци се најдобри на самото првенство, за мене верувате дека најголема награда од сега. Значи може би на награда не ми значи толку колку што ми значи признанието од некој тренер, значи од една огромна Англија која ќе признае дека моите борци и мојата академија се подобри од неговата. Така, дека сте ценети одлично и дека навистина прекрасно ја извршувате сета оваа работа тука во Академијата за боречки вештини Занедо. Пред се нели големиот број на награди, големиот број на успеси кои што вие ги имате достигнато, но тука би ја спомнала и 45 годишната работа која што ја има оваа академија, навистина голем број на години, над 4 децении, каде што верувам продефилира голем број на дечиња пред се. Така, се сеќавате ли колку дечиња продефилирале токму тука? Илјадници. Јас истина не се сеќавам толку многу, значи колку дечиња поминале, меѓутоа мајсторот од самиот почеток кога ја основал академијата, ја изградил, ја градел, значи тоа се во прашање како што и сами кажавте, доста број на години. Денес, значи во нашата академија членуваат дечиња на негови ученици, па внучина, и кога на улица ќе го сретнат, ќе го поздрават со мајсторе, значи му треба време да се присети затоа што навистина голем број на деца поминале низ оваа академија. Нашата цел на самата академија и децата кога ќе слезат од оваа академија пред се да бидат здрави и правилни личности, значи она што го изучуваат останува тука или се покажува на надпревар на борилишта, значи не се покажува на улица. Целта е да излезат од тука културни, воспитани деца и луѓе, значи денес голем број на негови ученици имаат своји клубови надвор од државата. Навистина ние, барем сигурно се надевам дека него му е посебно гордост.
Она навистина што е интересно, што исто така го создаде вашата академија, барем пред неколку месеци беше промоцијата на CD-то за инстинктивна самоодбрана. Ете би сакала малку да го начнеме и тоа. Интересни вежби пред се што ќе му поможат на било кој човек кој што ќе се најде во некоја непријатна ситуација, ете, на пример на улица ако некој го нападне или слично, како да се одбрани. Колку сметате дека ваквиот вид на материјал е ефективен за самите, за сите оние достапни, бидејќи нели беше промовиран и даден и на случајни минувачи, на случајни граѓани, но од друга страна беше поделен и по училиштата низ Битола. Така, значи пред некаде 2013 на светското првенство во Атина да ја почнем приказната, значи мајсторот доби признание за нашата уникатна боречка вештина, то Fighting System Effective Self-Defense. Ја призна како 25-та боречка вештина во светот и тука негде започна самата приказна за таа инстинктивна самоодбрана. Со оглед на тоа што денес сме сведоци, барем оние познавачите на боречки вештини, сме сведоци на продавање на самоодбрана каде што реално нема да се одбраниш. Значи реално само ќе го налутиш противникот и може да изедиш повеќе ќотек отколку да се одбраниш. Инстинктивната самоодбрана не е значи боречка вештина, таа може да ја изучува секој. Направена беше од проста причина што сакавме да му помогнеме на сите граѓани. Значи без разлика дали се работи за бабичка од 70 години или детенце од 10 години или од 5 години или бизнис дама која нема време да се занимава со боречки вештини, да посетува некакви курсови. Самото CD, значи му доловивме примери како да се заштитат луѓето, како да или начинот да ги избегнат несаканите ситуации. Значи пример, да не поминувате покрај темна или неосветлена улица, почекајте 10 минути да се запала светлата или поарно изберете го подолгиот пат, па стигнете дома по осветлена улица и така некои примери како да се носи ташната. Некои обични примери каде што мислам дека ќе му помогнат доста на луѓето и мислам дека ќе се разбуди свеста кај граѓаните дека време секој од нас да знае да се одбрани, затоа што реално следејќи ги вестите, живееме во доста лудо време, не знаеме на секој чекор што ќе не снајди, дај Боже на никој ништо да не го снајди лошо. Меѓутоа мислам дека секој од нас, без разлика дали се занимава со боречки вештини, јавна личност и нејавна личност, без разлика на возраст, дека секој од нас треба да знае како да се заштити. Така, навистина одлична идеја што имавте за издавање на ова CD. Се разбира дека нашите гледачи ќе имаат можност да видат дел и инсерти од самиот видеоматеријал. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да те доловам на нашите гледачи, малку од професионален, малку од приватен план, како поминува еден твој ден и колку време поминуваш токму тука во овие простории? Истина ти кажам, поголемиот дел од живото го помина во овие простории. Значи слободно може да се каже дека е твој втор дом на некој начин. Да, некогаш и на шала дома со мојата мајка, кога нема да ме види подолго време, на шала, значи, спомнувам дека ова е мојот прв дом, а дома ми е веќе втор дом. Искрено, значи, кога се тие периоди на подготовки за првенства, јас знам на многу повеќе време да поминам тука, затоа што имаме тренинзи од саба или навечер. Знамите не се вратам дома, значи да се вратам само за спијање. Поголемиот дел го поминувам тука, значи кој му сака да ме најде слободно, може да ме најде тука во академијата. Додека останатиот дел
ајде приватно, кога имам слободно време за викенди, сакам значи да се дружам со тој мал круг на пријатели кои го имам одбрано, да излезам, значи да се забавувам, да гледам некој добар филм, имам куче, значи љубител сум на животни многу и обожавам значи слободното време да го поминам со кучето, да прошетам во паркот, по природа, значи чисто сакам да се релаксирам, секој слободно време да го искористам за релаксација, затоа што самата работа ми е доста напорна, значи работам со голем број на луѓе, без разлика значи дали се деца или возрастни, значи самиот тој голем број на луѓе ми ја црпи целата енергија и сакам во слободното време да се релаксирам. Завршив значи факултет еден, сега во моментот значи сум студент на друг факултет. Некако сум немирен дух, значи сакам да истражувам, да испитувам, да се надоградувам. Таква сум по природа, значи сакам да учам. Така, кога веќе спомна дека заврши еден факултет, сега си на втор, за што се едуцираш? Јас искрено не знам, а верувам дека и нашите гледачи некои не знаат. Така, значи завршив на спортски менеджмент на БАС, а во моментот значи сум на доквалификација на педагошкиот факултет. Тоа се Сепак поврзано со оваа професија. Јас реков да нема нешто сосем поразлично. Не, дефинитивно значи се што праваме значи поврзано со ова. Посетувам доста курсеви, значи кога сум во можност надвор од Македонија, затоа што се работам со голем број на тренери и асоциации надвор од Македонија. Сите нивни курсеви каде што мислам дека се нешто интересни за мене, каде што можам да научам нешто, ги посетувам. А си размислувала ли некогаш ако не се занимаваш со оваа професија, ако не беше ова што си денеска, што друго би можела да работиш? Во што се пронаоѓаш или буквално цел живот твој е поврзан токму со ова? Многу често ми го поставуваат ова прашање, ако се родам повторно, дали би било ова што сум денес? Да. Дефинитивно значи би било оно што сум денес. Ја сакам работата, ја обожавам. Не желам што можеби во поголемиот дел од живота не сум имала време да шитам и да уживам, туку сум го посветила токму на боречките вештини. Дефинитивно уживам во работата што ја работам и ако некогаш можам да изберам, би била пак ова што сум денес. Дури би го зголемила, значи би проширила повеќе клубови да има во Македонија, надвор од Македонија, дури би го проширила. Така, тоа е најубав. Јас секогаш се радувам кога слушам од луѓето кога уживаат и со љубов ја работат својата работа и својата професија. Ваквиот начин, самите тренинзи нели налагаат и поразличен начин на живот, но од друга страна и поразлична исхрана. Колку ти внимаваш на тој начин на здрав живот, здрав начин на исхрана? Внимавам доста, со оглед на тоа што секој ви кажа, значи поголемиот дел од денот значи сум тука во салата, се случува значи со мене да понесам банана, овошје, нешто за јадење затоа што немам време, иначе сум тип кој веќе подолго време, значи околу 13 години јадам во одредено време, значи во одредено време доручкувам, во одредено ручам и во одредено вечерам, значи тоа беше на почетокот беше навистина малку трпно да се навикне организмот со сад да јади. Боже мој, се случува значи некогаш да иземам и брза храна, доколку сме негде на пат, да нема место каде што можам да го јадам она што јас сакам да го јадам, значи се случува, луѓе сме. Не можам да кажам дека стрикно само ова се јади и толку. Значи пијам витамини, онакви здрави витамини, значи кои му се потребни на организмот и тоа е тоа што да речем внимавам за исхраната. Така, знаеш сама да си подготвиш нешто, каква си во тој поглед во однос на кујната? Во однос на кујната, значи задолжена мојата мајка. Мојата мајка, затоа што искрено ти кажав претходно, значи сум поголемиот дел во салата, останатиот дел или сум на факултет, или по некој икс обврски. Значи, мајка ми е дефинитивно задолжена за исхраната, затоа што немам време за... А и искрено не сум љубител многу за влез во кујната. Добро, реков, во смисла да не знаеш некогаш да ги изненадиш твоите блиски, да подготвиш нешто. Не сум љубител, значи во кујната, мајка ми е таа која е задолжена за тој дел. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, за сите оние кои што сакаат да се приклучат кон Академијата за боречки вештини за НЕДО, за сите идни млади спортисти, еден твој совет, што би им препорачала? Јас искрено би им препорачала да се грижат за себе и за својот живот, за своето здравје, затоа што нашиот живот е само еден. Ако ние не се грижиме за него, кој би се грижил друг? Значи едноставно нека посетуваат било кој спорт, значи ако му се допаѓа начинот на нашата академија, слободно нека дојдат, нека ја посетат нашата академија.
Ако сакаат друг спорт, нека одберат друг спорт, меѓутоа едноставно да спортуваат и да водат здрав живот, Така. да се грижат за себе. Само уште на самиот крај, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Јас немам мото кој ме води ни животот. Мене ни животот ме води мојот татко и сите негови искуства и преку разговорот со него, се она што тој поминал ни животот, значи доволно добро го пренесува на мене и тој е можеби мојот најголем идол кој ме води ни животот и тој е кривецот за она што сум јас денес. Така, мене ми останува само да ти се заблагодарам за твоето гостување во мојата емисија Одблиску со. Навистина ми беше огромна чест и задоволство ете да поразговараме и како што е целта на мојата емисија Поблиску уште да те доловиме на нашите гледачи. Ке ти посакам уште многу успех во иднина, многу успех на членовите на Академијата за боречки вештини занеддо. Многу пати во минатото се враќавте со голем број на награди, па ќе посакам и во иднина да биде така. Сите сме горди на вашите успеси кои што ги постигнувате вие. Ви благодарам уште еднаш. Ти благодарам и јас тебе што беше дел од мојот втор дом. Се надевам дека уште многу пати ќе се гледаме во нашата академија. Боже здравје, значи сега за некаде 2 недели значи не очекува исто светско првенство, светски куп во Република Грција и се надевам дека и оттаму ќе се вратиме со голем број на успеси. Така се надевам јасно. На самиот крај имам уште една желба. Ако се најдам во некоја ситуација на улица, би сакала да ми демонстрираш ете во некоја таква ситуација како би можела да се одбранам. Се надевам дека ќе немам таква ситуација и дека нашите гледачи ќе немат, но еве пред нашата камера за некој вака неискусен како мене би сакала да демонстрираме нешто такво ако е возможно. Возможно е, сега го би ти помогнала да научиш нешто, а јас би ти посакала тебе и на сите гледачи на вашата телевизија никогаш да не се најдат во таква ситуација. Така, ти благодарам. Ти благодарам тебе. Пушти ме, пушти ме, пушти ме. Фатија закоса. Види, така да фаќаш. Да фаќаш, се враќаш назад. Удар, Меѓу нозе. удар и ме си пушти и легаш. Пошто во гениталија го удриш никој нема шанса да ме шај. Чакаш да не удриш. Мани. Браво, одлично. Трага некака силова. Не, ова е веќе давање, а силовање меѓу И сега нозе. бегаш назад со телото. Со телото, лизгај се со целото, лизгај. Не со главата, само со телото. Ова рака ја пикаш под мојата, удар, А со другата фатија за рака. другата ватиме тук. Да, удар. Удри. И са со двете раце, Двете раце, мали овде. па ти си ги твоите раце. Вака, да слушај го место. Статистики твоите раце, вака, кај да си. Удри Мали силно. овде си. Крени го газо нагоре, Крени газо. префалија наваму, ти си сега горе. Така. Стани, удар овде. Стани, бегај. Удар. Бегај. Одлеј силно. Браво. Удирај. Ова ти е шанса. Ајде, стани. Бегај. Браво. Почитувани, јас верувам дека уживавте во денешното издание на емисијата Одблиску со, кое што го реализиравме од тука од Академијата за боречки вештини занеддо од Битола. На самиот крај ми останува да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте, а вие се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција. Довидување.